заменик министерот очигледно дека многу малку ја снабдуваат со информации пред да ја пратат тука и тоа не е во ред. Треба да се обезбеди од службите малку подобри информации. Имено во населеното место Јурумлери, за кој што велите дека се обезбедени финансиски средства, точно е обезбедени се овие финансиски средства, но од владата предводено од ВМРО ДПМН и реализирани од градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН. Она што остана на овој градоначалник и нова влада е да продолжи со реализација таму од кај што се застана во населеното место во Јурумлери. Јас и минатиот пат и на ребалансот и на буџетот за 2019 година го поднесов овој амандман и побарав тогаш да се обезбедат средства за да се продолжи со изградбата, но исто така побарав и од директорот на затворот Идризово, таму каде што има проблем со протнувањето на канализацијата, односно со делот од изградбата, да и тие помогнат од нивна страна и со обезбедување на финансиски средства, но и со давањето на дозволи за да се направат ископините, но очигледно е дека ниту директорот на затворот Идризово, ниту пак градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН во општина Газибаба, ниту пак Министерството за локално и за финансии нема слух за овој проблем. Исто така би сакала да напоменам дека фекалната канализација од населеното место од Срешево па Виниче, Смилковци, Раштак, Булачани започна да се гради во 2016 година, но истата поради големите поплави што зафати општина Газибаба беше однесена додека беше текот на градбата и оваа фекална канализација требаше понатака само да продолжи од ваша страна. Но сега слушам дека градоначалникот повторно прави некои нови планови како да се започне. Мандатот негов ќе заврши, а ние се уште сме само на планови. Исто така не ми е јасно зашто толку големи финансиски средства за Јурумлери, а нигдека ги нема останатите населени места кои што ги наведов претходно. Благодарам.